Добар ден и добро дојдовте во училница по предметот математика за 6 одделение. Јас сум Миријана Тасевска, наставник по математика во Основното училиште Даме Груев од Битола. Денес ќе се запознаеме со наставната единица аритметички операции со цели броеви. Со изучување на оваа наставна единица, ученикот ќе ги знае фактите за аритметичките операции со целите броеви, ќе ги анализира и логички ќе ги решава проблемите со броеви, ќе избира ефикасни и соодветни ментални стратегии, како и стратегии со запишување за пресметувања кои вклучуваат некои аритметички операции. Операција е дејство или постапка во математиката, што резултира со некоја нова вредност од една или повеќе зададени вредности. Основни аритметички операции се собирање, одземање, множење, делење и степенување. Пример на аритметички операции со два исти оператори 10 и 2. Собирање 10 плюс 2 еднакво на 12, одземање 10 минус 2 еднакво на 8, множење 10 по 2 еднакво на 20, делење 10 делено на 2 еднакво на 5 и степенување 10 на квадрат, односно 10 по 10 еднакво на 100. Множество на целите броеви. Множеството на цели броеви е множество кое што се означува со големата латинска буква Z и тоа ги содржи природните броеви, нивните спротивни броеви и бројот 0. За подобро да го разбереме множеството на целите броеви, најдобро е да го представиме со помош на бројна оска, која што ќе разгледуваме како еден вид на температурна скала. Пример. Температурата била минус 1 и во текот на денот се зголемила за 5 степени. Колку ќе биде температурата во текот на денот? Значи, треба да пресметаме минус 1 плюс 5. Тоа значи на минус 1 му додаваме 1, 2, 3, 4, 5. Со што минус 1 плюс 5 би било еднакво на бројот 4. Друг пример. Доколку температурата била 2 степени Целзиусови и во текот на ноќта се намалила за 6 степени, сега треба на бројот 2 да го додадеме бројот минус 6 или од 2 да го одземеме бројот 6. Тоа во множеството на природни броеви не би можеле да го решиме, затоа е множеството на цели броеви, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 налево и го добиваме бројот минус 4, што значи дека 2 минус 6 е еднаков на минус 4. Понатаму, аритметичките операции би ги разгледувале само во однос на природните броеви. Собирањето А плюс Б е еднакво на С го има следното значење. А се нарекува прв собирок, Б втор собирок, а С збир. Постојат повеќе начини, односно стратегии за собирање. Најчесто оваа стратегија би ја применувале онаму каде што единиците во броевите можат да формираат цела десетка. Пример 46 плюс 34. На местото од единиците во првиот број е цифрата 6, а во вториот број е цифрата 4, што прават една десетка. Натаму од првиот број ни остануваат 4 десетки, а од вториот број 3 десетки, при што ако ги собереме 40, 30 и 10, го добиваме бројот 80. Овој принцип можеме да го користиме во следните равенства, значи 17 плюс 13, каде што цифрите на единиците прават една десетка, 7 плюс 3 прави една десетка, потоа од првиот број имаме една десетка, од вториот број една десетка и таа што ја формиравме од цифрите на единиците се вкупно 3 десетки, односно 30. Нареден пример, 8 плюс 32, значи во вториот број веќе имаме 3 десетки и 8 плюс 2 прават една десетка, значи вкупно бројот 40.
Овој метод можеме да го користиме и во поголеми равенства со групирање. Пример, во следниот пример, 26 плюс 3 плюс 37 плюс 14. Гледаме дека 26 и 14 би можеле да ги комбинираме заради тоа што цифрите на единиците прават една десетка, со што од првиот број 2 десетки, од последниот број една десетка, тоа се 3 десетки, и од единиците уште едната формирана десетка, тоа се 4 десетки, че бројот 40, и ни останува да ги собереме 3 плюс 37, кои што исто така формираат 4 десетки, значи вкупно 80. Последното равенство од овој тип, 1 плюс 15 плюс 29 и плюс 5, би можеле да ги комбинираме 1 и 29, кои што заедно прават 3 десетки, и 15 и 5, кои што заедно прават 2 десетки, значи вкупно збирот е 50. Постојат повеќе начини на собирање на броеви. Тие начини, односно стратегии, ќе ги прикажеме со помош на броевите 518 и бројот 46. Овој првиот начин е со разложување на броевите и со групирање. Односно, бројот 518 ќе го разложиме на 510 плюс 8, со што ќе ги издвоиме единиците, и бројот 46 ќе го разложиме како 40 плюс 6. Сега ќе ги групираме 510 и 40, а во втората заграда единиците 8 плюс 6. Значи, првата заграда ни дава збир 550, втората заграда 14, со што вкупно го добиваме бројот 564. Вториот начин на собирање е со користење на содржатели на бројот 10. Значи, 46 би можеле да го разложиме како 40 плюс 6 или како 50 минус 4. Во овој пример имаме одбрано да избереме 50 минус 4, со што сега ги групираме 518 плюс 50 и на крај го земаме бројот 4. Значи, тоа е 568 минус 4, односно резултатот 564. Третиот начин на собирање на броеви е со разложување на броевите и запишување во нивна развиена форма. 518 го разложуваме како 500 плюс 10 плюс 8, а 46 како 40 плюс 6. Сега, натаму, групираме според тоа дали имаме единици, десетки или стотки. Стотки имаме една, тоа е 500, десетки 10 и 40 ги ставаме во една заграда, и единици 8 плюс 6 ги ставаме исто така во заграда. Значи 500 плюс 50 и плюс 14 еднакво на 564. Следен начин на собирање на броевите е собирање по колони по најзначајните цифри. Од првиот број 518 ќе ги издвоиме стотките, натаму собирање по десетки. Од првиот број имаме 10, од вториот број имаме 40, значи вкупно 50, односно 5 десетки, и ги собираме единиците како 8 плюс 6 и запишуваме 14. Со собирање по колони го добиваме истиот резултат. Следниот начин е многу сличен како претходниот, тоа што сега ги запишуваме најнезначајните цифри, односно тргнуваме по единиците. Значи 8 плюс 6 14, потоа собираме десетки. Од првиот број 1 и од вториот број 4, тоа се вкупно 5 десетки, односно 50, и стотки имаме само од првиот број 5 стотки, односно бројот 500. Со собирање се добива резултатот 564. И последниот начин ни е со примин, што го запишуваме над првиот број. Значи 8 плюс 6 е 14, единиците ги запишуваме, а десетките ги запишуваме лево, кај другите десетки, значи една десетка ни остана. Сега ги собираме десетките, 4 десетки од вториот број, една десетка од првиот број и една од тоа што памтевме, тоа е бројот 6, и стотката, поради тоа што е сама, ја препишуваме долу.
Одземањето е инверзна операција на операцијата сопирање, значи А минус Б еднакво на С, каде што А се нарекува намаленик, Б намалител, а С разлика. Пример 523 минус 147. Со оваа стратегија на одземање, броевите ги разложуваме, односно ги запишуваме во развиена форма. Првиот број би бил 500 плюс 20 плюс 3, а вториот број 100 плюс 40 плюс 7. Доколку првиот број го запишев како 500 плюс 20 и плюс 3, тука не ќе можевме да одземиме, што значи во множеството на природни броеви 3 минус 7 не би можеле, значи би требало да позајмуваме од десетките и така натаму од стотките. Затоа, бројот 523 ќе го разложиме на 400, една стотка ќе ја искористиме кај ќе префрлиме кај десетките, значи тоа е 120, меѓутоа повторно земаме една од нив за да ја префрлиме кај единиците. Затоа добиваме 110 и 13. Сега одземаме по колони 13 минус 7 е 5, 110 минус 4 е 70 и 400 минус 100 е 300. На крај резултатот би бил 375. И класично одземање со позајмување, значи 3 минус 7 во множество на природни броеви не може, затоа позајмуваме една од десетките и добиваме број 13 минус 7 еднакво на 5. Со позајмувањето, кај десетките веќе имаме една десетка, но 1 минус 4 не може, затоа позајмуваме од стотките, значи 11 минус 4 е 7 и една од стотките, поради тоа што ја позајмивме, ни останаа 4, 4 минус 1 еднакво на 3. Множење А по Б еднакво на С, каде што А е првиот множител, Б е втор множител, а С е производ. Пример на множење. 254 по 8. Можеме да го извршиме множењето со разложување на броевите, односно запишување во развиена форма на бројот 200 плюс 50 плюс 4, при што понатаму користиме дистрибутивно својство, односно 200 по 8 е 1600, 50 по 8 е 400 и 4 по 8 е 32. Со собирање на овие броеви го добиваме резултатот 1032. Нареден начин, друга можност за множење на истите броеви е со колони со премин што го запишуваме над првиот број, значи тргнуваме од единиците, 4 по 8 е 32, 2 пишуваме, а 3 помниме, 5 по 8 е 40 и плюс 3 што ги помневме 43, 3 запишуваме, а 4 префрлуваме кај стотките и 2 по 8 е 16, плюс 4 е 20. Понатаму имаме множење со колони со запишување прво на најзначајните цифри, значи повторно од првиот број 254, стотките 200 ги множиме по 8, добиваме 1600, потоа 5 десетки, 50 по 8 е 400 и на крај 4 по 8 е 32. Со собирање по колони го добиваме резултатот. Следен начин на множење е сличен со претходниот, со тоа што сега почнуваме од единиците, односно ги запишуваме најнезначајните цифри. Значи, 4 по 8 32, 50 по 8 е 400 и 200 по 8 е 1600, со што збирот е повторно 2032 по колони, односно резултатот на множењето е 2032. Десно ни е прикажана една табела за множење на два повеќе цифрени броеви, пример 48 и 13, во случајот се двоцифрени броеви. Бројот 48 се разложува како 48, а бројот 13 го запишуваме горе разложен како 10 плюс 3. Сега ја работиме табелата. 40 по 10 е 400, 40 по 3 е 120
8 по 10 е 80 и 8 по 3 е 24. Можеме да избереме дали ќе извршиме собирање по редици или пак по колони. Пример по редици 400 плюс 120 е 520, 80 плюс 24 е 104 и со собирање на 520 и 104 се добива резултатот 624, кој што би се добил и на ист начин доколку одевме по колони. Значи 400 плюс 80 е 480, 120 плюс 24, 144 и со собирање на овие два броја повторно добиваме резултат 624, кој што е резултат на множењето на броевите 48 и 13. Делењето е инверзна операција на операцијата множење, А делено на Б еднакво на С, каде што А се нарекува деленик, Б се нарекува делител, а С количник. Пример, 138 да го поделиме со бројот 4. Можеме постапно, со користење на содржатели на бројот 4, пример бројот 40, ќе го одземеме онолку пати колку што можеме. Значи, го одзедовме еднаш, добиваме 98, повторно можеме да го одземеме, добиваме 58 и повторно со што добиваме 18. Сега ни е потребен некој друг содржател на бројот 4, кој што е помало од 18, а тоа е бројот 16, со што на крај добиваме разлика 2, тоа би бил остатокот од делењето, а количникот ни е 10 плюс 10 плюс 10 и плюс 4, а тоа е вкупно 34. Или користиме друга постапка на делење, значи 13 делено со 4 е 3, 3 по 4 12, разликата ни е 1, со што ја спуштаме другата цифра, цифрата на единици 8, повторно вршиме делење 18 делено со 4, резултатот 4, 4 по 4 е 16 и добиваме остаток 2. Значи повторно количникот 34, а остатокот е бројот 2. Проблеми со броеви. Сликата на екранот се вика аритмагон. Збирот од броевите во кругчињата е еднаков на бројот во квадратчето помеѓу нив, со што би можеле да формираме равенства. B плюс C е 22, А плюс С еднакво на 21 и А плюс Б е еднакво на 33. Тоа ни се првите три равенства запишани овде. Начинот на решавање на овој проблем би можел да биде ваков. Со собирање на првите две равенства, B плюс С еднакво на 22 и А плюс С еднакво на 21, левата страна на равенството би ни била А плюс Б и плюс 2С, а десната страна на равенството 22 плюс 21 еднакво на 43. Во ова ново равенство А плюс Б можеме да го заменеме со бројот 33, значи би добиле 33 плюс 2С еднакво на 43. Оваа равенка е едноставна за решавање, значи 2С ни е еднакво на 43 минус 33, односно тоа е резултат 10, со што С би било еднакво на 10 делено со 2, односно на 5. Доколку го добиеме С, со заменување пример во првото равенство, B плюс 5 би било еднакво на 22, со што B е 22 минус 5, односно бројот 17, а со заменување на С во второто равенство го добиваме резултатот за бројот А, односно А е еднакво на 21 минус 5, а тоа е 16. Уште еден проблем со броеви. На сликата ни е представен еден квадрат во кој што се дадени 4 различни фигури за кои што треба да одредиме нивната вредност. Зборовите по колони ни се дадени долу, а по редици ни се дадени десно. Што значи, доколку ја разгледаме, пример, последната редица, 3 звезди плюс 1 круг ни даваат збир 21. Доколку би тргнале по втората редица, имаме 2 звезди и 2 кругови, вкупно даваат 18. Што значи, една звезда и еден круг
би биле еднаква, збирот би им бил еднаков на 9, што значи звездата и кругот, доколку е еднаков на 9, 21 минус 9 ни дава резултат 12, со што две звезди заедно би правеле број 12, односно една звезда би имала вредност 6. Доколку ја најдеме вредноста на едната звезда, а рековме звезда плюс круг е еднакво на 9, тогаш звездата ни е 6, а кругот ни е еднаков на бројот 3. Доколку најдеме две од овие вредности, натаму е многу едноставно да го најдеме и остатокот од непознатите. Доколку ја погледнеме последната колона, имаме два петаголници и две звезди вкупно прават 22, односно една звезда и еден петаголник заедно би правеле број 11. Поради тоа што ја знаеме звездата дека е број 6, значи петаголникот би бил еднаков на бројот 5, со што на крај ни остана само една непозната, тргнувајќи пример по првата редица, еден петаголник и еден триаголник заедно прават 9, со оглед на тоа што петаголникот е бројот 5, триаголникот останува да биде бројот 4. Се разбира дека ова е само едно од начините на решавање на овој проблем. Вие би можеле да најдете и многу повеќе. Ви благодарам за внимание.